Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на Урбаните вести, кое го започнуваме со веста дека плоштадот Карпошово стание, кој се наоѓа помеѓу камениот мост и почетокот на старата Скопска чаршија, го добива финалниот изглед. Останете со нас, следуваат останатите содржини за денеска. Започна изградбата на фекалната канализација за дел од населеното место Инџиково. Пуштена во употреба улица поплочена со бекатон плочки во населеното место Ржаничино. На место на излет, Сдруженијата Солидарност и Ленка повикуваат на првомајски протест. Жртвите од семејно насилство не се само бројки и статистика, апелираат од ХЕРА. Македонија од денеска до крајот на неделата во жолта алертна фаза. Денеска започнаа градежните работи за изградба на фекална канализација за дел од населеното место Инџиково во општина Газибаба. Овој завршен дел од фекалната канализација во Инџиково е во должина од 440 метри, а вкупната инвестиција е со висина од 2 милиони денари. Проектот е во заедничка реализација на општината и јавното претпријатие Водовод и канализација. Томислав Атанасовски. Во населеното место Инџиково во општина Газибаба денеска започнаа градежните работи за изградба на дел од фекална канализација во должина од 441 метар. Овој е еден од капиталните проекти на општината за оваа 2013 година и се очекува до крајот на оваа година населеното место Инџиково целосно да добие фекална канализација. На денешното отпочнување на градежните работи присуствуваа градоначалникот Тони Трајковски, вработени во општинската администрација и членови на Советот на општина Газибаба. Проектот е во заедничка реализација на општина Газибаба и јавното претпријатие Водовод и канализација, а вкупната инвестиција е во висина од 2 милиони денари. Денеска сме во населеното место Инџиково, во соработка со јавното претпријатие Водовод и канализација и со жителите од ова населено место. Работиме на завршување на проектот изградба на фекална канализација за цело населено место. Некаде преку 95% од вкупната мрежа е изградена, ни остане уште мал процент. Дел од таа завршна фаза е денешнава реализација. Овој проект сега што го реализираме во оваа фаза е некаде во должина од околу 441 метар. Вкупната инвестиција е 2 милиони денари и во наредниот период, тоа го најавивме денеска на жителите од ова населено место, дека уште на неколку локации ни остане уште кратки делници, до крајот на оваа година планирано е целокупното население од овдека од населеното место Инџиково да бидат снабдени, односно да може да ја користат оваа фекална канализациона мрежа. Тоа е голем бенефит за жителите, затоа што и беше како приоритетен проект од самите жители даден на почетокот на оние планови што ги правевме, а воедно голем бенефит е затоа што прво од аспект на екологијата се заштитува животната средина, а второ и оние издатоци што ги правеа жителите секој месечни издатоци за чистење на јамите сега ќе ги немаат. Во Инџиково се завршува системот за фекална канализација. Овие 440 метар со профил фи 250 мм ќе ги одведуваат фекалните води од 24 куки, што практично го заокружуваме овој дел од целото Инџиково во единствениот систем на канализацијата на градот Скопје. Со реализација на овој проект на 24 куќи во ова населено место ќе им се реши проблемот со отпадните води. Со ова нема да повеќе да се користат септичките јами и овие домаќинства ќе се приклучат на канализациониот систем на јавното претпријатие Водовод и канализација. Нова улица поплошена со бекатон плочки добија денеска жителите на населеното место Ржаничино во општина Петровец. Улицата е со вкупна должина од 200 метри, а е дел од проектот на општина Петровец за санација и реконструкција на улици низ сите населени места низ општината. Во населеното место Ржаничино во општина Петровец денеска беше пуштена во употреба нова улица поплочена со бекатон плочки. Улицата 3 е во вкупна должина од 200 метри, а ќе придонесе за полесно движење на пешаците. Средствата за нејзина изградба, како и за останатите улици кои се реконструираа во изминатиот период на територија на општина Петровец се обезбедени од буџетот на општината. Екипите деновиве активно работат и на поплочување со бекатон плочки и на други улици низ населените места во општината, кои се очекува деновиве да бидат пуштени во употреба. Денес имаме пуштање уште на една улица во општина Петровец во населеното место Ржаничино. Значи улица број 3 во должина од 200 метри. Продолжуваме и понатака, значи сите овие улици кои ги завршиме со изградба
Имаме свечено пуштање уште на улицата во Горно Конјери, која е со должина од 480 метри. Проектот за санација и реконструкција на улиците низ населените места кој го реализира општината ќе придонесе за полесно одвивање на сообраќајот и движењето на пешаците од оваа општина. Локалната власт ќе продолжи со редовна санација и реконструкција на улиците низ населените места онаму каде што има потреба. Градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски денешниот настан го искористи на жителите од оваа општина да им ги честита престојните празници. Користам оваа прилика на сите жители од општина Петровец да им ги честитам престојните првомајски празници, а на жителите од православна вероисповед да им го честитам престојниот великденски празник. Наплатните пунктови на Ева на Македонија ќе бидат затворени на 2, 3 и 4 мај заради надоградба на постоечкиот билинг софтвер со цел подобрување на квалитетот на услугите кон корисниците, информираат од компанијата. Приемните канцеларии ќе бидат отворени во работните денови и ќе може да ги прифаќаат сите барања од корисниците, кои ќе бидат обработени по имплементација на надградбата. Плаќањето на сметките за потрошена електрична енергија, како и досега, ќе може да се изврши во експозитурите на Македонска пошта и во сите комерцијални банки во земјава. На располагање остануваат телефонскиот број за информации 0890123445 во Центарот за односи со корисници, електронската адреса за информации и интернет страницата. Барањата и прашањата ќе бидат грижливо евидентирани и одговорени во најбрз можен рок по воспоставување на новите софтверски решенија, соопшти Ева на Македонија. Движењето за социјална правда Ленка и левичарското здружение Солидарност наместо на излет повикуваат на првомајски протест против континуирано кршење на работничките права во Република Македонија. Утре напладне на паркингот позади градскиот трговски центар. Тие го повикуваат и Сојузот на синдикати да застане за работничките права на граѓаните на Република Македонија. Ивана Митковска. Движењето за социјална правда Ленка и левичарското здружение Солидарност наместо на излет повикуваат на правомајски протест утре напладне на паркингот позади градскиот трговски центар. Ќе протестираат против континуираното кршење на работничките права во Република Македонија. А освен до сите работници, тие упатија повик и до Сојузот на синдикати да застанат зад работничките права на граѓаните на Република Македонија. Работничките права се намалуваат од година в година, па во момент на голема невработеност во државава, кога граѓаните се на работна екзистенција. Од Здруженијата Солидарност и Ленка сметаат дека 1 мај не е ден за излети, туку ден за протести. Синдикалните организации треба да ги представуваат и да ги обединуваат работниците и да застанат во заштита на работничките права. Апатичните и жолти синдикализации кај нас прават. Често се кршат правата на работниците. Упатуваме критика до корумпираните сојузи, што во услови на голема невработеност и сиромаштија, наместо да бидат во првите редови во одбрана и заштита на работничките права, тие водат социјален во наводници диалог кој функционира само на штета на работниците. И затоа ве повикуваме утре во 12 часот на 1 мај на паркингот зад градски трговски центар спроти Holiday Inn од горе наведените причини да протестираме, а не да славиме. Повод за протестот, како што рекоа, е потребата да се потсетат синдикалните здруженија во Македонија дека постојат за да се борат за правата на работниците, а не да се кријат зад бирократските фотели и да соработуваат со политичките елити во кратењето и кршењето на работничките права во Македонија. Активистите на Движењето за социјална правда Ленка, кои 3 години наназад интензивно ја истражуваат трудово-правната сфера, се солидизираат со маките на овие работници и ќе учествуваат на протестот, со што ќе го изразат нивниот револт и отвореното незадоволство од најновото намалување на работничките права, како што е намалувањето на надоместот за одење технолошки вишок од 5 години на 18 месеци, кој најмногу ги погодува по возрастните работници од индустриските дејности. Во втората половина на 2013 година ќе се отвори семеен центар за третирање на семејно насилство, во кој ќе се нудат услуги за психосоцијална поддршка и третман не само на жртвите, туку и за сторителите на семејно насилство. Елизабета Дамјановска.
Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување ХЕРА и град Скопје го најавија проектот Прв семеен центар во град Скопје, како дел од програмата Civica Mobilitas 2012, која се спроведува од страна на Центарот за институционален развој ЦИРА, финансиски поддржана од Швајцарската агенција за развој и соработка. Проектот предвидува отворање на семеен центар, кој ќе представува иновативен модел во третирањето на семено насилство, бидејќи во него ќе се нудат интегрирани услуги за психосоцијална поддршка и третман не само за жртвите, туку и за сторителите на семејното насилство. Центарот ќе биде отворен во втората половина на годината и ќе биде раководен од ХЕРА и град Скопје, со цел да се струшат предрасудите и сожалувањата од околината кон жртвата од семено насилство, а со тоа и да ги охрабрат жртвите да го пријават насилникот. Овој прв семеен центар во Република Македонија, зашто велиме прв семеен центар на град Скопје, тој ќе третира жртви на семено насилство, насилници и деца жртви на семено насилство, но на еден холистички пристап во кој што ќе го опфатиме семејството како целина, како концепт, како систем. Значи нема да таргетираме да ти си насилник и треба да одиш со судска мерка на советување за насилници, а ти си жртва и треба да те тргнеме од домот и да одиш во некои си сосема различни услови за живот или шелтер центар за тебе и твоите деца и да се отпишуваат децата од школа и дополнителни сервиси им правиме. Напротив, сите ќе доаѓаат во поединечни групи во тој семеен центар, ќе добиваат информации, ќе се работи психотерапевски на целото семејство и се надеваме дека на крајот ќе од тој центар семејствата во ризик од семено насилство или во семено насилство ќе излезат со одлука дали понатаму ќе умеат да ги разрешуваат ненасилно конфликтите во семејството или пак ќе го разведат соодветно бракот и ќе разговараат за родителство и старателство понатаму, но на соодветен современ начин на однесување. Понекогаш и медиумското информирање придонесува за создавање предрасуди, најмногу околу социјалниот статус на жртвите од семено насилство. Не се сите жртви од ниските социјални кругови, иако таков впечаток се остава. Токму затоа важен е пристапот на новинарот во комуникацијата со жртвата од семено насилство, тврди Снежана Лупевска, новинар и експерт во медиумско известување. Се сеќавам барем еден од новинарите да се вратил наназад и да ја прашал жртвата како потоа живеела и дали повторно насилникот или насилството во семејството се повторило. Целта, еве и ние преку КОТ и другите истражувачки студии што ги правиме и на оваа тема е да се заокружи тој круг откако некој ќе ни се јави, обично ни се јавуваат барајки спас во нас медиумите, да истражиме зошто се случило тоа, да истражиме каква е и другата страна, што се случува од страната на насилникот, зошто тој е насилен. Потоа да видиме како таа жртва ќе врви низ институциите и дали воопшто ќе им се обрати. Оти многу често се обраќаат до нас, а не знаеме дали се обратиле до институциите и дали тие превземаат некакви мерки. Жртвите од семено насилство не се само бројки и статистика. Проблемот во Македонија постои и станува се пожесток. Истиот започнува уште во љубовните врски, а се продлабочува во бракот. Доколку не сакате да се најдете во оваа статистика, добро размислете кога прифаќате брак. Македонија денеска ја зафатија повисоки температури до 33 степен, која означуваат жолтата алертна фаза. Синоптичарите за 1 мај за великденските празници известуваат дека ќе имаме сончево и многу топло време. Во попладневните часови ќе има појава за услови на краткотраен локален дожд во крајните северозападни предели. Андријана Димитриевска. Според информациите од Управата за хидрометеоролошки работи, територијата на Македонија денеска ја зафатија температури кои ја означуваат жолтата фаза. Деновите со повисоки температури се очекува да траат до крајот на неделата. Денеска имавме сончево и многу топло време, а се почувствува и слаб јужен и југоисточен ветер. Утринските температури се движеа од 7 до 14 степени, а дневните температури се движеа од 24 до 33 степени Целзиусови, а УВ индексот изнесува 7. Лекарите потсетуваат да се почитуваат општите препораки за населението во однос на заштита од директна сончева изложеност, како што се избегнување подолг престој на отворено во периодот од 11 до 16 часот, носење лесна и светла облека, консумација на лесна храна и течности, хигиена на раце и хигиенски начин на подготовка на храната, како и редовно земање на терапијата кај хронично болните лица, а препораките на синоптичарите се следните.
За 1 мај и за велигденските празници известуваат дека ќе имаме сончево и многу топло време. Во попладневните часови ќе се појават услови за локален дош во крајните северозападни предели. Ќе дува умерен северен и северозападен, а во западните предели ќе дува умерен североисточен ветер. Утринските температури ќе се движат од 8 до 15 степени, а максималните дневни температури ќе се движат од 24 до 33 степени Целзиусови, а УВ индексот ќе изнесува 7. И во текот на утрешниот ден ќе превладува сончево и доста топло време за овој период од годината. Преку денот, особено во западните делови, ќе има известно зголемување на облачноста, а во вечерните часови можни се краткотрајни локални врнежи од дожд, меѓутоа веројатноста за врнежи е, да речам, послаба. Потоа во наредните денови, односно во четврток, ќе има поголемо преку денот, поголемо на облачување и ќе има локални врнежи од дожд, наместа и со грмежи проследени, и температурата веќе ќе има тенденција на благо покачување. Во Центарот за управување со кризи денеска се одржа работен координативен состанок со представници на сите надлежни субјекти кои се дел од системот за управување со кризи. На тема координација, комуникација и соработка во превенција, рано предупредување како исправување со пожари на отворен простор и движење во шуми. На состанокот стана збор за потребата од зголемена активност, присуство на терен на сите надлежни институции, потреба од користење на сите расположливи комуникации, бесплатниот телефонски број за итни повици 195, потребата од размената на оперативните планови помеѓу сите институции кои се работуваат, како и соработка и комуникација не само кон Центарот за управување со кризи, туку и меѓусебно помеѓу сите субјекти. Центарот за управување со кризи упатува апел до граѓаните да внимаваат при посети на излетничките места, особено за време на празниците или при работни активности во шумите и други локации кои се со обрасната или необрасната шума, да не користат запалливи материи кои може да предизвикаат пожар од пошироки размери. За предизвикувачите на пожари ќе следат високи казни. Истовремено ги потсетуваат граѓаните доколку забележат одредени сомнителни места во кои е присутен оган или чад, веднаш да ги известат надлежните служби во најблиските институции и установи, или да се јават на бесплатниот број 195 како број за итни повици на Центарот за управување со кризи. Во останатиот дел од урбаните вести следува. Спорт. Хјустон намали на 3:1 против Оклахома. Атланта изедначи со Индијана, а Бруклин го победи Чикаго. Актуел, Емили Санде го стружи рекордот на Битлси. Хјустон намали на 3:1 против Оклахома. Атланта изедначи со Индијана, Бруклин го победи Чикаго и намали на 3:2 во победи во NBA плейофот. Спортските вести ги гледате веднаш по рекламите.